Утре почнува едно од најкомплицираните судења во македонската историја. 35 обвинети, кои обвинителството смета дека имаат поврзаност со пожарот во дискотеката Пулс, ќе седнат во судницата пред суди 15 обвинители, но и пред родителите чии деца загинаа во трагедијата, а ќе го следат судскиот процес. Судниците во кривичниот суд не се доволно големи за тука да може да се одвива судскиот процес со оглед на големиот број на обвинети, нивните адвокати, обвинителите, меѓутоа јавноста која што ќе сака да го следи судскиот процес, како и новинарските екипи, како од земјава, така и оние кои што се најавија од соседството, па затоа судскиот процес ќе се одвива во судницата во Идрисово. Подготовките започнаа пред неколку месеци. Судскиот процес започнува во 9:30 часот под засилени безбедносни мерки, како од судската полиција, така и од МВР и дежурна медицинска екипа. А 1 час порано треба да дојдат сите за да ги поминат сите технички проверки. Судницата е опремена и со околу 90 столчиња, каде јавноста и новинарските екипи ќе го следат текот на судењето. Од кривичниот суд известија дека сите лица кои се сведоци или оштетени ќе бидат дополнително повикувани во постапката да се произнесат. Судскиот процес започнува по 8 месеци од трагедијата. Следеа низа протести, саботни маршови на родителите, кои бараа што побрзо да почне судењето и да се суди непристрасно за сите, кои се виновни што нивните блиски по кобната вечер на 16 март веќе никогаш не се вратија дома. За смртта на 63 лица, 35 обвинети и 3 фирми ќе одговараат за тешки дела против општата сигурност, кои според истрагата придонеле до трагичниот исход. Закажани се по 2 рочишта неделно. Предвидено е судскиот процес да биде интензивен, а за било какви одлагања, веде претседателката на кривичниот суд, најави дека судот ќе ја контролира секоја доставена медицинска документација за евентуално одложување поради здравствени причини. Предметот ќе го води судијката Дијана Груевски-Илиевска. На брифингот со новинарите минатата недела, претседателката на Кривичан, државниот јавен обвинител, како и првиот човек на адвокатската комора, уверија дека ќе направат се за да се обезбеди непречено и фер судење. Ке им се суди на сопственикот на дискотеката, тројца градоначалници на Кочани, поранешни министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарни инспектори, фирмата за обезбедување. Во меѓувреме, за полициските службеници се уште нема обвиненија, со што уште се сослужуваат сведоци, но според државниот обвинител би требало да е готово до почетокот на декември. За инспекторите од УЈПП кои комуницирале со синот на газдата на Пулс, се уште се води предистрага. Тамара Дичевска, Сител телевизија.